заповедат изключително тежок надпревар, може да се каже. Дали очекувавте ваков отпор да даде Металург? Да, многу тешко зашто кога се игра 7-6, секогаш има шанса да дадеш гол, што секогаш играш напад еден повеќе. Ние знаеме, ние со многу концентрација кога ни играме во Јанис Ангарски, ама те не знаеме толку добро како ние очекуваме. Ама треба да разбираме дека ние имаме превари, треба да се спремаме за атакање цел, кога се Лига на Чемпиони и јас не можам да се залажам што играчите дадо се од себе цела сезона и треба да разбирам дека понекогаш на преварите се така и јас треба да видам позитивно зашто играчи цела сезона супер и сега Металург играчи многу добар на прва, со мотивација, многу добар, се млади играчи и се многу тешко за нас, треба да честитам на Металург, што мислам дека денес ќе се Така, ви утре играте финале со Еврофан работник, што очекувате од тоа? Така треба да видим, зашто Еврофан игра финал, пуна мотивација, има публика, има се и јас не знам како ние ќе биде утре, зашто треба да разбираме дека имаме многу надпревари и играчите. Ние се спремаме цела неделя, што јас кажав дека на финалите на сакаме да цел, Final Four Лига на Чемпиони, сакаме да победиме, ама е тешко се гледа. Така и денеска излегнувте со доста мала ротација, па можеме ли да очекуваме друг тим да настапи утре во финалето? Да, јас не знам како игра Металург, или не треба да реши како сака да игра и ние имаме многу играчи, играме тенис, утре се утре лига тука и имаме други играчи кои играат утре и Што беше разликата меѓу овој Металург денес и оној во Јанис Сандански што го победивте со Јас висока мислам разлика? Јас мислам дека ние имавме Металург имаше многу добра шанса да го играта таму и си играме што како ние си играме кога играме Лига на Чемпиони и мотивација беше супер и тука јас мислам кога имаше црвен картон, сите се оставме малце, не што мислам многу добар играч, немаше сут, потоа Металург, ама играше многу добар со Куки, секогаш, јас не кажам исто, против моите играчи.